Кој сака да биде милионер? Добродојдовте во специјалната емисија Квалитет на живот. Денешни надпреварувачи се Трајче Спасевски, пензионер. Иван Петров, банкар. Марија Ангелевска, невработено лице. Прашање број 1. На кое место осмоделенците од Македонија се рангирани на PISA тестовите за писменост од 70 земји во светот? А. На 4-то место, Б. На 40-то место, В. На 67-то место. А. На 4-то место. Б. В. Точен одговор е В. Македонија е рангирана на 67-то место во наука и читање и 66-то место во математика од 70 земји во светот според PISA тестовите за 2015 година. Само 1% од 15 годишните ученици имаат одлични постигнувања на најмалку еден предмет, а дури 52,2% имаат лоши постигнувања на сите три предмети. Прашање број 2. Колкав процент од населението во Македонија не било на лекар во текот на една година, иако имале потреба да појдат? А. 0%, Б. 13%, В. 30%. В. Бидејќи здравствените услуги се скапи. А. Секој може да отиде на лекар кога има потреба. Во Македонија има бесплатно здравствено осигурување за сите. Б. Точен одговор е Б. 13% од населението имале потреба од медицински преглед или лекување, но не биле на лекар во текот на една година. 35% од нив не можат да си дозволат бидејќи здравствените услуги се скапи, 6,7% не биле бидејќи долго се чека, а 5,2% бидејќи здравствените установи се премногу оддалечени. Прашање број 3. Колку од вработените во земјава земаат плата до 12.000 денари? А. 10%, Б. 25%, В. 43%. А. Б. В. Точен одговор е В. 43%. Половина од вработените во земјава заработуваат плата од 12 до 25.000 денари. Само 8% заработуваат над 25.000 денари, а дури 43% се обидуваат да преживеат со плата помала од 12.000 денари. Победник е надпреварувачката Марија Ангелеска. Марија, вие добивте 3 милиарди и 335 милиони евра. Тоа е еднакво колку и буџетот на Македонија за 2017 година. Зашто ќе ги потрошите овие средства? Ќе ги потрошам за создавање подобри услови за живот на младите како мене и сиромашните семејства како моето. А тоа е во подобри услови во образованието, повеќе надгледни материјали, помали паралелки, повеќе училишта, поквалитетна настава и бесплатни дополнителни курсеви. Во здравството, повеќе болници, пристап до здравствени услуги и повеќе квалитетни услуги. Во отварање нови работни места, повисоки плати, подобри работни услови. Образованието, здравството и соодветен доход се три главни столба за поквалитетен живот.